Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично, местото каде што звездите отвораат душа, а кој има време и желба да ги гледа и слуша, нека повели. Знаете, ексклузивни личности, барем се трудиме да бидат такви во секој издание, а денес имаме еден човек кој важи за, како тоа велат, рокер меѓу фолкерите, или барем со рокерски имидж меѓу фолкерите. Но не е само единствениот по имиджот. Еден од ретките кои имаат академска диплома, зборувам за овие од народната музика, кои се излегуваат пред камера и микрофон. Академска диплома, ама сепак негов инструмент хармониката. Меѓутоа, многу попознат на естрадата како фолк изведувач отколку како фолк инструменталист. Како и да е, не само фолк музиката и фолк изведбите, не само естрадата, туку неговата животна определба ќе биде и она што секојдневно го работи во едно многу специфично училиште, училиште за деца со оштетен вид, а тој таму им предава музика. Педагог, професор, фолк звезда. Човек кој може би е звезда од сенка заради тоа што медиумите и пречесто веројатно не го експонираат, но затоа го експонира неговата работа, а во последно време и нешто друго. Неговите наследници или неговото животно и музичко наследство, синовите кои продолжуваат неговата традиција, а се разбира семејството дојде во фокусот и на медиумите, и на јавноста, и на социјалните мрежи по она што неговиот син Роберт, особено додека беше во врска со неговата сегашна сопруга, пеачката Антонија Гигоска, а и сега откако се во брак, не престануваат да пишуваат, да зборуваат, а кулуарските муабети знаете како, да озборуваат. Но како и да е, за семејната хармонија, за почетоците, за музиката како семејно наследство, за музиката како животна определба, за естрадата, за тезгата, зашто тоа нашите не можат да го минат табановце, овие од север ја ораат Македонија, за она што како музички педагог им го пренесува на своите ученици и за уште многу интересни нешта. Денес зборуваме со човекот кој е познат како музички педагог, фолк пеач, рап свекор, односно рап татко, а поп свекор. Оние што знаат, разбираат. Оние што не разбираат, ќе разберат од разговорот со мојот и ваш денешен гостин Бобан или Боби Спасенцовски. Добре ни дојде. Антонио, ја прво да се извинам дека доснев 5 минути, ама мислам дека сум имал време уште 15-20 минути да доцнам, ти имаш најава, брато, имаш... Да ти ја раскажам... Мислам дека нема да имам биографијата, па да станеме пиеме кафе. Како и да е. Споменав дека музиката ти е семејна традиција и кумина знаат, а може би овие нови и не знаат генерации, дека не почнува тоа сепак од тебе, па да завршува со твоите синови, туку почнува многу порано. Некакво семејно наследство од твојот татко Драги, така ли беше, кој исто така музичар, хармоникаш. Ти беше ли судено да бидеш музичар или имаше можност за избор, па сам не сакаше да избереш од она што е традиција? Па, реално, татко ми е првиот. Има една приказна што ја раскажува, ја би сакал и кратко да ја раскажам. Како настанува нивното тоа, се зимаат со мајка ми и нешто он му текнува, наоѓа некоја хармоника, цел живот сакал татко, дедо ми не му дозволувал инструмент, немале средства, не знам, и он купува некоја крш хармоника, не знам, така и почува да учи. А никогаш не свирал? Никогаш не свирал, да, и свирал на шупелка нешто, знаеш, она, така, ама не нешто профи, нели? И го зима тој инструмент, си прават свадба, се зимаат со мајка ми, ова тоа трае и некоја си време он железара работи, сите зимаат кредити, купуваат фичовци околу 5000, не знам колку е тоа, он купува гуерини, хармоника и доаѓа дома и мајка ми вика хаос настанува. Ти сите куќи да ги направи, ја купија колите и хармоника. И вика кога тргна, вика, кога почнав да свирам, вика пари, кога почна да ја брише хармониката, ја сака, ја бацува, вика супер ни тргна. Ова е таа
првична она прича што никогаш не сум ме кажал за моите и баш ми е мило што вака некако спонтано испадна тоа. Види, затоа кај нас како велат, никаде ништо слично како во ништо лично. Тука слушате првпат некој. И ја слушав таа приказна и они цело време кажуваат и ги гледав тоа дека он настапува, дека учи песни Веландова, учеше се тоа и еден ден доаѓа со една малецка хармоника, ајде да свириме. Ајде, пробавме. Неќам нешто. Четврто ден. И као пробао нешто и оставивме едно 6-7 месеци, повторно упорен, ајде почнавме, едно мало и моме, некако покажа нешто ова тоа и тргна. Тргна сериозно, онака, ајде, и ама после кога веќе јас, веќе постоеше и некој си, да не кажам, режим, мораш од толку до толку да вежбаш. Значи првиот учител ти беше? Да, првиот учител, од тука почнувам, после ми наоѓа часови во Пионерски дом Карпуш. Карпуш, така? Таму тргнам, веќе запознавам деца и ноти, некако се развива полека тоа. После тоа доаѓа запишувањето во Сараево воена музичка школа. Не знам тоа дали го знаеш и за мене ново, мора признам. За да отидам во Сараево, добивам јас као за средно училиште. Средна воена музичка школа. И треба да бидам војник, нели, во Сараево, питомец. Војни оркестар со ви. Да. И која година е тоа, извини? Тоа е 89. Опа, па ти си бил на чекор до војната. Да, на чекор до војната. И тоа и се деси, таму тоа го, нели се. Стигнувам, да не го објаснувам тоа, тука нели некоја доаѓа писмо баш Сараево, кај што беше најголемиот крш. Да, доаѓа писмо во Љубанци, Бови Спасенцовски, примерно Сараево. Тоа нешто. Кај се запишуваш, вие сите тука нели низ градов, јас Сараево. Возот, банкетот, правење тука и она што ми е интересно за инструментот, да се вратам, татко ми вика, ќе ми одиш вику Сараево, нема да те видам, седни да ми снимаш на касетофонов, вика гости после ќе доаѓаат, нели славиме како некој мини банкет. И јас стискам касетата, почнувам да свирам без престан 90 минути, му ја пунам касетата со ора, со песни, он за да слуша концерт. Да не должам, стигнувам Сараево, таму нели се изучува тоа. Прв инструмент ми даваат кларинет да свирам, пошто војни инструмент треба дувачки, као втор ми е хармониката. Преубаво место, преубави спомени од Сараево, после тоа настанува на лошата работа, нели, војната. Пукна ратот. Што се случи? Успеа да условно да избегаш или остана? Не успеав, се ја слушнав со татко ми, строги беа, му викам, слушам, овдека бегаат луѓе, се пратам ја на вести, ми вика, денеска му е жалова се, и ќе го кажам, вака се пратам на вести, ми вика, не се секира и вика, поправи ги единиците, имаш 2 единици. И стигна писмо едно од мајка ми, едно писмо, многу ми е криво што го немам тоа писмо, зашто се деси, не знам, таму таа војна. И као после тоа имаше, не знам, 10-12 обиди да излеземе од касарната, па не напаѓаа, па не гранатираа, па загинати, па повредени. Пак видовме се и се што не е тоа за емисија. Како успеа да се излечеш? Се договорија, да генерал Украјнац беше тогаш во Сараево и кој што се договори со босанската нели власт тогаш, нели, кој што веќе тогаш Сараево беше и поделено. На два дела. Нас ни треба некаде околу 300-400 метри да стигнеме до српскиот дел, каде што претежно во касарнава беа српски деца. Други веќе си отидоа некои. И прозори искршени, имаш некоја куферче, нешто на автобусиве, хаотично на кажи на капија. Гледаш некои ликови со тоа не е за баш за емисија, онака интересно и страшно морничаво за некој дете втора година средно да го види тоа. Тоа беше 4 мај, мислам дека пукна. Требаше 5 да признаат Босна и на 4 еден направи. Као да беа сите наместени. 4 мај денот на победата. И експлодира. И тоа е гранат. Имам касети кои додека имавме струја, снимавме како гранатира. Тоа е страшно. Се враќам во Љубанци. Успеав, стигнавме Нови Сад, таму требаше тоа нели се така да. Мислам дека нема ми поставиш ни едно прашање кога тргнав вака и се ја да скажам. Има доволно време. И дадоа Антонио пари, некој куп пари ни дадоа, сме били во војната, југословенски, не знам што се дешавало, појма немам. И стигнувам јас Нови Сад, Београд, воз, стигнувам Скопје, бел Мерцедес, некако најавија, од таму се јавија на моите жив е, каже, после 6 месеци жив е, он се враќа сутра куќи. Добро, стигнувам јас на железничка Скопје, убајна, бел Мерцедес, се качувам, товарам торбите. Као да ги видов моите некаде подоле, као нешто работеа, нешто некоја бавча таму. Ама и стигнувам дома,
не сум бил, речи си, година дена. Така. И тој од таксистот, вадам пари, му давам, ми вика, Овие не дечко, не се овие пари, ми вика. Веќе Македонија се осамосталила и имаме, свој денарот го имаме. И викам, чекај сега, од кај се вратив, знаеш. Не беше многу време, знаеш, ама година дена не сум бил. 6 месеци немавме контакти, нели, со моите, не знаевме. Јас и реално и официриве ги прашав, викам, добро, нормално ќе излеземе ние од тука, викам, пошто цело време се гранатира, се пука, затворени сме од центар на Сараево, Маршал Титово центар. Од центар. Кај што бил атентатот на Гаврило Принцип. Да. И за секоја, мислам, реално, вајда здрави деца, имаше некои деца кои што посегнаа и со жилети и со чуда нешто така, знаеш, веќе беше психата, меѓутоа кај мене тоа не. Единствено што после месец дена седев на прозор вака и гледав снајпер да нема, се пазев. Не можев и дома да седам, мислев се пазевме тоа, пошто ни не шара онака на позит. И тоа е, после доаѓам тука, средно музичко, продолжувам, кларинет прв инструмент, хармоника втори инструмент, солидно свирев хармоника, вежбав горе, стрвите ги, истрено ги дробев. Кажи ми, како не заврши или се обидели или не посака да завршиш во да речеме во воен оркестар на Арама? Или и тука има приказка? Има приказка. Ајде да чујам. Ексклузива имаме денес, бај. Што да чуеш тука, тоа е нос. Не знам дали е и вака, мислам многу време помина. Легитимација, војна, документи, се и свидетелства се. Што ти си бил? Добивам тука. Бил. Не, добивам од тука некој си не писмо или некоја потврда дека сум ја без печат. Као дајте еден бев кој што кој реално јас сакав да продолжам. Да си го завршам средното музичко и да си бидам во војниот оркестар. И не те прими. Немаше, не ме прими, ја мислам, требаше по дефолт да бидам јас таму. Значи имав документи затоа што учев, нели, и добивав некои лажни надежни, некои писма, вај од тебе што ти е пишано, што нема подпис, нема генерал, некој нема ни генерал, нема ништо. Дознали кој ти ставал сопки, ајде да речем? Па не, искрено ти кажам, трета година веќе почнав да свирам у кафана. Имав пари, почнав да среднист кога сите јадеа геврек, ја имав 100 евра од джеб. Мислам реално. Имаше за ребра и за Па имав, да, реално имав и сега денеска размислувам, имам колеги таму и ги почитувам многу од војниот оркестар кои веќе отидоа у пензија. Тоа е доброто што сега ќе со бенефициран стаж ја веќе ќе бев пензионер. Може би тоа и не ми еден денеска криво затоа што тоа не помина. Така може би вака требало да биде. Си имам успешна кариера, си се борев ја во животот. Ќе збориме и за кариерата и за животот. Кажи ми зошто токму фолкот, а не забавните води? Знам дека на тезга пееш и едно и друго, знаеш да пееш и забавно, и кога тргна да правиш солистичка кариера, тргна као фолк пеач. Нели ти е жал што може би требаше да биде поинаку? Или не? И ова е приказна некоја слична како ова со подписиве некако. Па кај тебе, реално прашање приказна. Реално си хармоникаш со долга коса имаш, нели? Затоа да. Ми помага многу пати. Сега ќе откријам, можеби, ама да нема секој да слушне ова, нели? Кој ќе ми каже, слушај, дај од Шабан или некоја песна од не знам како има, викам, братове, забавно пеам ја. Да бе, ти со коса си ме ми вика, знаеш. А нема врска, јас знам, само не ми оди у моментов затоа што знам нема да биде како што треба. Не ти се уклап. Да, и реално почнав свирев кафани со хармоника, тоа е некаде до 98-та, 9-та, 2000-та. Не можам точно да се сетам, после тоа взимам синтесајзер. 97-ма сум во брак, паралелно тоа, факултет 2 години. Тоа се вика рано се ожени. 2 години после средното тезгарам, супер ми е, окей ми е, имам пари, се окей, кола си купив, реално добро беше. Не викам дека не било, него те прашав зошто не забавњака, а народњак. Носеше повеќе пари фолкот. Не. Кафеаната? Па не, ти кажав, хармоника свирев.
Свирате синтесайзер, овие што свирев синтесайзер, почнав да пеам спонтано и тоа излезе со пеењето, почнав да го пеам Оливер Драгоевич, Ю музика, значи Бело дугме, значи тоа ми лежи сериозно добро ми лежи. И зашто не продолжи кога тргна да правиш соло кариера како тргнав да правам кариера, прво што ми кажа оној композитор мој што го викам ја Љупчо Соколовски, имам песна за Валандово ми вика. А не за Макфест. Не за Макфест. И ја викам добро, викам ја треба да пеам на фестивал, не се замислов. Абе имам вика песна. Добро, како е машко срце јуначко со тапаните ранга, бам бам, македонска телевизија, отидов пред мене Зуица снимаше. Си отпев, добар си бе мом, супер си, одлично. Си пројде тоа и тргна така, очекував дека ја после тоа Валандово дека сега надвор, таму некои деца имаше после настапот мој, одма ова. Ја викам ле, сега кога ќе стигнам пред зграда, вака ќе биде. Ова никој нема. И се од звезда сум се и се вртам се, мислам дека ќе ми мафне некој, ми гледал на кој те гледал бе Валандово. И така си тргна тоа спонтано. Добро. Не знам, не запнав нешто да видам некој рокер. А реално имам на мој настап можам цела вечер да ја испеам со рок музика, со поп музика, можам да издржам. Ќе дојдеме после ќе се вратиме. Не можам англиски, не можам целосно, можам малце нешто, ама не пробав едно време нели да собирам репертоар, никаде не ми проаѓаше нешто. Не дека не ми е убаво, него ми бараат комерцијала луѓето. Добро. Ќе дојдеме и до музиката, ќе се вратиме. Само ти одговарај на прашање, уживај. Споменав и на јавата, и сите знаат дека си меѓу другото и музички педагог, човек кој држи часови во едно специфично училиште, Димитар Влахов се вика, училиште за деца со оштетен вид, ама јас би рекол со изострен слух, ако веќе има човек кој е професор по музика. Кажи ми, многу е лесно вака како дојде да ти влезеш во професорските води, особено од ваков вид кој е необичен, специфичен, и второ, колку е тоа професорување, тој тип на настава поразличен од колку кога работиш со овие другите деца, заради тоа што овие не можат да читаат ноти, имали Брајова некаква нотна азбука и така натаму. Да. Како дојде прва, ајде кажи ми да леташ во професорските води. Прва година факултет на испит дојдов со бомбонјера, викам да ве честам, имам син. Така почнах како чекај се. Овој сега Џокер што го вика. Џокер, да. И втора година мислам при крај некаде ми викаат, абе немаме наставници. Хонорарно сакаш ли во Луј да работиш? Ја почнувам во Луј да работам хонорарно, уште не дипломиран. Луј е средно музичко училиште, за овие што не знаат. Да. И тоа трае едно 2 години таму, јас сум реално професор сум. До вчера седев, ми беа наставници тие професори, ми беа сум колеги ми се. А уште не дипломиран, не знам како функционираше тоа, да, ми плаќаа по некој динар, си имав, онака сидев. Си се внесов у тоа, почнав да работам, паралелно си работев и нели со некој детенце така дома за као приватно она што го работев со часовите, и од тука почна некако да се намалува фонд на часови, луѓе да се намалуваат и излегува ситуација. Јас и што ти кажа еден ден, извини Боби, ама толку беше? Не ме избрка. Имаше опција да останам. Нели меѓутоа као да бе имаш као ако сакаш за целосно во дом за слепи лица, Димитар Влахов. Викам што е тоа да бидам као, ајде? Абе што ти? Абе добиваш решение, ми вика, ја веќе дипломиран, можеш, вика. Убаво ќе ти биде. Оди види. Препорака беше тоа од директорот, од тука стигнав таму, ме причекаа супер. Првично ми беше, као и секој, нели, малце шокантно. Партиски прима со книжка? Не. Имаше после тоа, ако сакаш во пригод може ти кажам за тоа, за партиски што се споделжава тоа. Кажи ми го ова после. И стигнувам таму, окей, малце прво ги сретнавам Игорче и Стојанче, кој што Стојанче Чоче го викавме, денеска ми звони, ја некад го одбивам, му викам зафатен сум, му се јавам, комуницирам, он има више 30 и неколку години, свири хармоника, во Паланка се, уште комуницирам со децата и прва слика ми беше таа јазик. Првите ученици, така за нив зборувам. Почнав задоволни. На врата се чека ред и Боби да се доја. И денеска така.
Како се работи со тие деца кога велам веќе треба да им објасниш, добро, вербално, ама ноти не може да читаат. Ако сакаш да диригираш, не може да гледаат како диригираш. Да, имаме диригирањето, тоа ми се насмеав, имав еден концерт со нив и ќе ти кажам и тоа. Брајви ноти имаме. Так. Ги изучуваат на солфешка и колегите. Постојат брајви ноти, меѓутоа партитури ние немаме партитури, дела валцер, бечки валцер го немаме на. Треба да ги паметиш нотите. Немаме и програма за тоа да ги, знаеш, да некако не профункционира тоа. Реално кај нас не функционира тоа. Они читаат солфеш, описменете си, меѓутоа немаат ноти за тоа. И сега што правиме? Јас доаѓам, ја ставам раката, му ја ставам неговата рака, мојата рака вака е, положбата е таа, го објаснувам, пипкај, они се, значи многу се способни околу тоа, нели, Добро, велат едно сетило кога да, е хендикепирано, другото се развива повеќе. Веројатно слухот, чувството, допирот и така. Мене ми е битно на почеток ја да ги поставам, губам негде отприлика едно полугодина, неколку месеци, кога ги фаќам прстите, овој прст овдека, овој вака, памтат. Значи тоа го памтат и јас реално сега ми е колега едно од децата Кристијан Лазарев, он е сега професор по македонски. Јас му предавам некое дело двогласна инвенција од две страни. И му ја кажувам и поле, ај повтори ја сега, пак ја отсвири, ај повтори и тоа трае. И некаде при крај негде околу 15-20 минути викам ај да пробаме до кај можеме. На тие две страни, јас само на 3 места го коригирав, пошто ми изгреши. Дали тоа значи ова што те прашав, дека тие деца имаат способност побрзо да учат, заради тоа што слухот се развива повеќе и побрзо заради визуелниот хендикеп, да речем. Види, на тоа или не е правило, нека сите. Ние се ослонуваме на тоа дека сега чекај ќе се сетам овдека, ама ќе го читнам овдека го имам на листов и ќе се потсетам, а нема кај мора да го запамти, да. Ама и тоа исто ни се случува и кај нас. Ако немам начин да го запамтам, ако нема нешто, значи почнеш да размислуваш и го памтиш. Ама ние се ослонуваме дека имаме помошно, нели, како што гледаш. Да, како што гледаш и најверојатно и за тоа. Инаку исти сме сите, не сме дека они нешто повеќе. Меѓутоа сепак повеќе е развиено затоа што го користат секојдневно тоа. Беше директор таму до скоро. Да. До оваа година или до пред некое време, не ме држи за збор. Не знам колку години, ама мислам дека еден мандат цел, или нешто по ако веќе работите на мандати, не знам како. Да, 6 месеци, 2 пати по 6 веде и после стана 4 години. Тоа е тоа. Кажи ми, во однос на тоа колку државата придонесува за рече пред малку ги немаме баш сите услови. Борба ли е да се дојде до, не знам, инструменти, да се дојде до термини, до услови за работа, од аспект на човек кој раководи институцијата, прашувам. И конечно, зошто те сменија? Ти истече мандатот или дојде друга партија на власт? Не разбирам. Јас многу си го сакам тоа школа и тие ученици, тие деца. Премногу ги сакам и навистина го правам од такво, еве сега ми звонеа, као ајде да имаме ли, викам, ке се видиме за кратко. Значи и оние деца кои што немаат хармоника и кои што не изучуваат инструмент, ако ме видат можам ли, ја можеш, влези, ајде да работиме. Значи наистина со преголема желба го работам. Не се сомневам дека со преголема желба спонтано излезе зборувам за услови, не за желби. Да добиам повик на час, као ајде да бидеш директор. Ја викам извинете, на час сум, ве молам, викам не си играјте со мене. И траеше тоа повторно, ало јас извинувам. После свати дека не е скриена камера. Па не е скриена, после тоа пак се јави, извини, ја не се представив, јас сум тој, Антонио Димитриевски, нели, не е битно. Викам, ама чекај од кај ова се. Ама видовме дека ти си долго време, ова, не знам што, времето на СДС е тоа, нели? И некако ми стана попипливо така, не знам, после се јавија и други некои ликови, као окей си, ајде да пробаме, и искрено ти кажам, бев 49 со 51, за да пробам. Не знаејќи дека реално школото е некако сериозен хаос оставено, финансиски хаос, појма немав. Јас интересирав хармониката, децава надпревари,
Тоа ме интересираше, другото никогаш не ме интересирало организација, да, дали има професор, дали има решение, дали е соодветен или не соодветен или плати, тендери за ова, не знам, за храна, за тоа ништо појма. Појма немам. И ти дојде на еднаш тешко? И доаѓа се од еднаш тоа, и тоа е хаос. Кај се запустив, кај прифати. Тргнува тоа 15, стварно, ама знаеш како е? Вика, една пара е да се фатиш, зоро 5 да се пуштиш. Ај пушти се сега. Неспособен па тоа ти, знаеш, па не сум ја таков. Друг муавет ќе ти извода. За 15 дена не затворија школото. Цела Македонија корона. Така. Од тука излегуваат други правилници. Требало вакво, требало накво, инспекција за ова, инспекција за она. Претходно има гарнитурата која што го водече училиштето, има сериозно, не као јас сега, например, кој излегува, имам сериозни контакти од секаде од сите луѓе. Меѓутоа, ја не сакам да се занимавам после тоа да пишувам представки. Јас сум за тоа школа и го сакам тоа школа. Повелете, сега сте вие директор, со среќа и така функционирам сега. И ми е многу драго затоа што ме почитува и сега директорката и јас ја почитував, без разлика што во мојот мандат јас кога бев нели од една партија, она беше од друга партија, ама ние бевме исто. Исто парче леп делевме тука и работевме за училиштето. Педагози сте на крај. Да. Така да остана тоа се супер, меѓутоа работев цело време под притисок за овие 5 години. Не ми е криво, направив многу, мислам дека направив многу, не се фалам вака, меѓутоа дел од колегите знаат таму. Еве ја ќе споменам нешто. За прв пат музички бенд имаше во тоа. Да. Или не за прв пат? Па за прв пат да. Значи составен од деца со Да, составен од деца кој што ете функционира, меѓутоа не е нешто кој знае колку, нели треба време за тоа. Тоа е веќе некаде при крајот на мојот мандат, каде што се земаат тие инструменти. Пред тоа и музички оркестар и кој награди републички. Да, први места, да, слобода освоени низ државава, тоа имам, ја мислам дека имам околу 50 дипломи, не знам колку пехари имам со тие ученици. Она што го спомнати диригира, нели? Тоа беше првиот мој настап на кога ги пријавив децата на училишни смотри и ги наместив вака убаво. И пошто ги гледав другиве колеги диригираат. Викам чекај ја, викам 3, 4, децава како што стално и кажам 3, 4 не гледаат. Они си почнаа да си свират. И јам почнав мафтам и на средина, викам. Добро, зашто мафтам, викам сега за овие другиве, викам сега. Што ли ќе рече да ви публика го знаеш? Сега да се повлечам не бива, си домафтав, не знам да диригирам. Што мафтам, викам сега, нема врска. И тоа ми беше прво искуство, нели? Дека не треба се диригира. Дека не треба се диригира. И сега се тргам на страна, завршил тоа, ама веќе го приметиле. Добро, вика, зошто па он им диригираше, вика. И сега едно таму мислам, очитувам многу од комисијата, вика, ама они, вика, ги осеќаат вибрациите. Какви вибрации, што осеќаш, вака, ништо. И само да ми извади, мене ги осеќаат вибрациите. Какви вибрации? Јас си се наместив сам со тоа, ама тоа е искуство, ете. Боби, има ли некој ученик на кој си посебно горд, кој, ете, остварил некакви резултати над она што се вели? Има ли некој дете што, не знам, можда би ајде да карикирам ја да стане македонски, не знам, Дејан Матич, Саша Матич, така натаму, ете. Да не речам Стиви Вондер, ама ајде. Зборуваме од овие дечиња. Од овие дечиња. Да. Да има дечиња кои што навистина таа една група која што ми функционираше тогаш, Филип, Блаже Зафиров, Кристијан Лазарев, Анита, Даниел Донев, кои биле, ете, си стакнале. Да, сега може испуштам некој, не ми текнува, нели? Тоа е една Стефанија, страшно добро пееше, како вокал. Имам и други, сега не можам да се сетам. Ние имавме многу снимано емисии во македонска телевизија и секаде тоа концерти кај што соло пеа, Стефанија прекрасно пееше. Имаше една ситуација кај што свиревме во музеј и Стефанија и Денис го заборев. Денис е Бах, Моцарт. Тоа е неверојатно дете каков слух има. Му удираш вака, со ја и ти твоите раце удри ги вака, бам 16 тона, вика не 16 тона. Како? Тоа е неверојатно е тоа. Стана ли некој познат музичар? Да не кажам пеач, можеби не. Познат музичар не. Не, познат музичар не, затоа што имаме ние нижо музичко таму, завршува тоа, дел од нив одат во преминуваат во средно во Илија Николовски Луј. Можат ли академија да упишат после тоа? Има ли можност? Можат, има едно дете сега што заврши академија. Да, тоа е
Не можам да се сетам. Добро, се едно, не е битно. Значи може. Може, да. Пијано мислам дека заврши. Реално тешко е натаму. Затоа што прво немаме таму стручни дефектолози за средно, немаме дефектолози, немаме за факултет дефектолог професор, чекај партитури, ноти од каде? Не можеме по слух да ги учиме. Тоа е тешко. Сега не би сакал да навлегуваме како завршуваат, како е тоа, нели се? Но добро, имаат можност со други. Имаат можност, да. Тоа е тоа. Ајде да се вратиме на естрадата. Ајде. Имаш ли некогаш си размислувал ли зошто нашиве пејачи, македонскиве пејачи, ти меѓу другите, тешко го поминуваме, да речам никако Табановце, а овие од српската естрада, комшиви, и не само српската, па и хрватската, па и боса, па и кои не други, почна и грци да доаѓаат, кој што гледам, ја ораат Македонија уздуш и попреву. Што тоа нам ни недостасува? Јазикот ли е пречка, ни недостасува ли организација добра, подобар маркетинг, ни недостасува ли самодоверба? Кај проблемот што помина 50 години, па и во бивша Југославија, апсолутно тешко влегуваме на друг пазар. Не зборам за диаспората по Австралија, пак е тоа за нашите таму по Канада и Америка. Зборам за регионот. Прво, Антонио вака сега, реално, од 90-та година, кога ќе тргнеме тука, кога се осамосталува Македонија, значи ние тргнуваме, нашата естрада е тие него 4, 5, 6 години супер. Супер пат, кај што се појавуваат наши колеги и фолк, и забавњаци, и тука ние баш онака. Сега, што се случува? После тоа ни доаѓаат над Звезда и Гранда. Ни доаѓаат тие емисии кои што се никад не е касно, не знам што. Кај е проблемот во медиумите? Или меѓу другото е во медиумите? Види, ако ние со Србија, ја ги почитувам, имам пријатели, све окей, тамо меѓуто ние не се тепаме со србите, меѓуто они војната ни ја добија со песна. Преку ова. Ши јас навечер кога излеза на пеам, јас 80-90% пеам српска песна. Така. Ако пробам и пробувам многу пати да почнам со македонска музика, газната ми вика: "Боги, што ти е денеска? Дај малце, знаеш, дај дигни ги. Дај да пијат, знаеш, дај ова." И тука веќе тоа се врзано така и после тоа има реакции од наша публика: "Добро бе, што со српска? Србин ли си ти? Што е работа?" А немам такви немаш крај да патиш. Да, немам јас такви, види, ако ти идам за Водици, на пример, имаме кај што пееме во Никифорово, кај што се таму се специфични празници. Таму, брат, ми вика: "Сега види како пееш, овдека ги знаеш сите изворни, ги знам. И ги пеам јас, меѓутоа овдека е посебна, сега не можам ја да отидам у диско или некој кафичко што изгледа онака и мислам дека е проблемот тоа, дека војната е добиена. Ако сега не сакам да спомнувам кои медиуми и некои, треба тие да се, ама тоа не знам како функционира. Ако тоа се прекине, мада сега тешко ќе биде. Сега имаме YouTube, имаме така да тоа може да продолжи. Тогаш немаше YouTube. Така. Тогаш имаше една телевизија, не имаше телевизија. Па да, ама мислам дека почна со Ајден, почна, не знам тоа. Наши деца, многу ми е драго што идат наши деца што одат во горе што пеат. Да, нафурани се, супер звезди доаѓаат тука, трае кратко и го снемува. Ни фалат ли нас такви проекти како Звездите на Гран, како се вели тоа, Пинкови звезди? Па ни фалат, реално да. Па и она никогаш не е доцна, такви за тебе. Да, Антонио, види, јас овдека кога гледам на мониторов, ти имаш една преубава позадина овдека. Убава, значи ова е кратко, ова не е фестивал, не е сала за такви приредби или такви фестивали. Меѓутоа, кај нас треба сериозно да се поработи на таа продукција, да имаме позади, да имаш народ. Не можеш ти на една бина огромна, нема да ви именувам фестивал, каде што имаш една огромна, не знам колку има, 250 квадрати бината, има 3 монитори за да слушаш и колешкава на страна, ако треба да биде овде, ако бинава, она тука пее, не е барем централно. Немаш никаков позади изведувач, немаш играч, немаш танчер, немаш светло, немаш. И сакаш ти од тоа сега ќе го пуштам, ја речеме, пример, фестивалов. Нема да го гледам. Пуштиш овие, овие женски играат, танчерки свират, музичари, снима клавиатура, снима ова, смење. Меѓу другото и во вложувањето, и во маркетингот. Да, дефинитивно.
Дефинитивно. И после ние сме ситни, немаме пари да направиш песна. Имаш пари ти, ама не можеш да направиш песна за 1000 евра и спот да снимиш се ута, нешто ќе личи тоа. Значи и до вложувањето е. До вложувањето дефинитивно. Значи Затоа што еве ги овие деца што се млади сега, не само моите и други. Така. Вложуваат сериозно во тоа. Значи цел ден се снимаат 15 секунди. Абе таму камиони, кабли, чуда, 15 секунди се снимаат цел ден. Добро. Кажи ми, Мислам ти одговорив за граница. Ми одговори на едно поише прашање, ама ај ке те прашам, те прочитав од тука. попушташ ли на желбите на газдите или правиш ли нужен компромис, рече дека или ако имаш зацртан репертоар си го тераш твоето. Не, тоа не се мешам. Не се мешам тоа, мислам реално и да ми каже слушај сакам да биде позабавно вака, окей. Ако не ми одговара мене тоа, реално другиот пат нема да дојдам. Ако ми остане на мене, мислам дека тогаш е најдобро, меѓутоа некад знам и да кажам не. Да кажам не може, или да ми се меша, да ми миксета, па да ми прави звук, да ми тоа, извини брату, не. Не може. Фала, еве ти го микрофон. Ама тебе вагам, еве ти го микрофонот, еднаш го предадов така и у култна кафана. Ама чекај, доаѓаат. Ајде викам, афрети ми се, шанси нема. Извини, ти знаеш. Најверојатно ми дошло преку глава ми дошло после толку, знаеш, онака. Sad on pivnat bил се, ама немај да ми чепкаш ти мене да ми подесуваш овдека се. И окей се среди као ајде дојдоа менаџерите, Боби, знаеш што е си отиде. Имаме циркуси такви се, реално има некои ситни циркуси кои што реално па извини па ти треба знаеш кај ти е твоето место и моето место е ова. Чекај, хендикепирани се машките пејачи во однос на овие со кога искочат со деколтето и со миничот во однос на бакшиш како се вади од гости? Не, тоа е умешност. Тоа треба да го знаеш. Тоа треба да си роден, тоа треба да знаеш. Да, има предност. Има предност. А меѓутоа па имам и јас. Ама женски гости у кафеаната, некој сака да видат ваков некој со долга руса коса. Па да, меѓутоа прво треба да кога ќе има женски и машки тука на иста маса, прво треба да ги добиеме машкиве. Така. Со нив да станеме другари, па после со нив. Ако идеме прво, овие те мразат после. Не само тоа, него веројатно машките го отвараат новчаникот парички. Па машките го отвараат, ама затоа треба да се доближиш до директно ги тргаш жениве на страна. Има ли формула, рецепт, има ли како се прави? Па тоа ти го зборувам. Аха. Значи доаѓаш на масава кај што се фамилиарно или не знам, и се журкаат они друштво, да, девојки, дечковци, не знам што и сега ја првично ако сте вие тука, ако застанам спроти твојата девојка до неа и почнам ми се лигава им пеам, ти оттаму ќе кажеш чекај, шуму е на овој. Ај ќе ми истрпиш една-две. И ќе ти крај на крај. Значи треба да ги освоиш машките. Прво треба кај вас да дојам, кај мажите треба да, што е нормално, нели? Ни почнуваш со нив, брате, ајде, ракија, ова, тоа, виски, дај што пие и тука тргну и после почнуваат они да барат. Денес се чудни време, а некој да не те бендиса. Па има и такви ситуации, меѓутоа брато ги осеќам тие со такви покрети и страшно сум алергичен на тоа, значи полудувам, значи страшно, не можам. Не знам. И ги освајаш машките и после тоа? И после тоа жените, чекај сега. После имам дел од песни кои што треба да го малце и да го застрамам, ама треба и да направам неговата девојка важна. Така да. Зашто може дали ќе биде божанствена жена или ќе биде нешто и тука и сега. Ајде, дај. А да му се насмеа, ние живот една жена, па он се радува, не ја знае после кој ќе му текне што е, па она таму му се мршти, не знам. Добро, има такви еден том песни кои што се нели. И тука веќе кога ќе почнеме као ти што се смееш, вака имаме расположение и више готово е. Так. И веќе тука еден од вас даде 1000. Так. Сега е другиот и тука па после од другава маса гледаат и тоа е некој рецепт кој што ти треба да. Заразно е префаќа од една маса на друга. Па префаќа. Сакаат да се. Па да, сега оваа маса до ваму гледа дека вие сте така, нели? Да, сега чекај. Да, чекај сега и јас сакам да се докажам. А многу има од на пример сега кога пеев во смеам да кажувам кафани кај што. Кажи слободно.
На 14 во Гарден. Ако не плати, ќе му одиме на компензација. Не, добро, не. Ќе му одиме на компензација, не е проблем. Кажам, Боби беше кај нас на подкаст и ве спомна така што сметка види со него вечер. Да, добро. И бина направена, висока една токава, вака добро бина, викам светло у мене, трешти онака нуговна, да. Ама два Джеймисон не испеав, ќе промашам надвор, висока е токава, ќе паднам. И нешто, ама си го имам јас тоа, знаеш, после еден-два кога ќе дојдам у кафана, пошто имам тежок ден, работам, не знам што, не можам секој да бидам расположен. Прво што правам, седнувам со грб према публика и не ги гледам. И ми треба да испијам вода, една цигара, кафе, пијачка си нарачам и баш онака сум некако удзидон си гледам и онака. Ритуал што ви Да, бе си имам тоа некои избрчкани веги си гледам таму и си, знаеш, онака си кулирам. У моментот кога ќе се свртам, јас ја правам насмевката и си почнувам да работам. Така. Значи не седам вака да према публика. Ти као Џокер ја ставаш маската и Баш така некако. почнуваш. И што ми беше муабетот за ова, не знам, се отидовме од темата за Спомна да рече дали смеам да спомнувам овако нешто 14 и така тука те прекина. Па да, нешто ме прекина тука, ама не знам, поврзано беше сега се размуабетивме онака. А кој треба да се размуабетиме? Не знам што беше. Добро, небитно. Ај малку да се вратиме на семејната хармонија, што ви рекле. Двата сина ти се музичари, Да. тргнаа по твоите стапки, беше ти тој како татко ти тебе што се обиде да те внесе во музиката, ти да ги внесеш или сами посакаа? Да, строг бев многу. Да, многу бев строг како татко. Затоа вчера кога го сретнав, случајно го сретнав Џокер, мора да кажам, овој Роберт. Што ти да Не знам дали ти кажал, ама се сретнавме во кафејана и ми вика, еј, пази што ќе го прашуваш, многу е незгоден, знае да биде нервозен. Ја викам, мали, гледај си ти таму твојата работа и уживај, не се кире. Почнав со Роберт, Роберт е сериозно дете, талентирано за музика и ден денеска и сега е страшен музичар, сега да ти направи да седне на пијано, но тоа е неверојатно. Како хармоникаш почна, така ли? Како хармоникаш почнавме полека и ја внесував ја тоа, ме гледаше мене уствари цело време. И тоа е многу добро е тоа што сега еве тоа го правиме и дома кога свириме малиот внучево, значи доаѓа слуша. Добро. Ке доеме до таму. Ти одма рипаш на трета генерација, на четврта мора. Роберт слуша цело време тоа што го правам јас и полека му ја ставив хармониката, почнавме, не можам да се сетам точно како почнавме, нели? Си трае тоа, па носи ги мкне ги до Илија Николовски Луи, па враќај ги, па нижо, па народно, па тоа надпревари. Меѓутоа доаѓа до еден период кога што сериозно свири надпревари, идеме со Кобања, идеме на класични, а и на народни надпревари го носи. И почна освои прво место, второ место, прва диплома, ова парична награда освои некаде и него му влезе тоа чивијат. Меѓутоа доаѓа некој период кај што се заразува со компјутери. Компјутериве стигнаа некако многу брзо тогаш со и почна да игра една, ја викам таа зелената игра, не знам како се вика, но со цело време вака прават со мажот. Што мене уживци ми доаѓа. Викам вежбаше. Сега, чекај, ме уби црца. А ако влезам, викам, сега ќе го скршам. Не знам што играл. И требало да го прашаш и само што го купивме компјутерот, не помина месец дена со тоа, но тоа ше полуде 8 сати на компјутер. Не зема да скршиш тастатурата. Влегување со нога у тоа, драм, пропадна нога се скрши. Попара. И ова хаос и плачки и дома жена ми, добро, дали си нормален ти, што дури се изгреба, ми се позасече ногата, ја легов и готово отиде компјутерот. Ништо, после тоа, ајде некако тргна полека нешто, компјутерот не е битно, се направи тоа, заклучување на компјутеров. Материјали што ги имав со 10 години, 15 што ги собирав во компјутеров, од снимки, од надпревари, од секаде, овој се јави на другарче, дојде и вика, слушај, ама Хардов, се бришам за да ти влезам, вика, ој бриши бе, само да играм ја. Све избришал. Све избришал и ќути. И ден денеска не го признава, на моменти се смешка, малиот знае, он овој не признава. Делит. Абе сите одмори како сте раснеле се. Мастер делит. Бриши ме му вика. И овој брише и нема ништо. И он си играл. Строго, да, меѓутоа успешно дете, паметно, сериозно вежбаше. Имаше ситуации. Зашто не остана во фолкот, туку гледам дека
Роберт да прави поинаква кариера. Роберт почна да снима ора, да и едно време земав ја гитара да свирам, ми вика и гитаристот остаја таа да им прави ми оро, ми вика некој. Нели сте настапувале заедно колку Да, настапувавме заедно као група мома, кај што јас сум као, нели, меѓутоа он почна веќе да го бараат и други помлади деца, кои што нели така и треба да биде. И што требаше да зборам сега? Што требаше да збориш, зашто не остана Роберт во фолк? Да, зашто не остана тоа? Планираше да прави албум за хармоника и одеднаш ми вика рап, ќе снимам спот, слушна песна. Леле, ме убива братото. Убиство со од хармоника на она што ја свири Златно дете убаво, кога почна да ги реди зборувам, полудев. Што да му кажам, викам синко, добро е, викам ово. Ама не ми е. Абе таму е снимање бикови, не знам што, не џипови, чуда, нешто дроги, нешто пари, нешто леле. Гангста. Ќутам, полудувам, ќутам, помагам. Носам, се јавам на колеги, дај ми ја петката, џипов, БМВ-то, дај ова, нема брато, што тоа проблем, ова, тоа, снимаме тоа. Добро, ајде. Имаш желба, му текнува тоа. Тоа е некој период кај што ја имаше некој тежок период и он тука веќе почнува да го прави тоа. Меѓутоа, секоја една-две му беа такви хардкор кои што беа, не пиштоли, дрога, ова, тоа. После почнува да омекнува, после влага у поп води. Да, сега беше у поп води, меѓутоа му остана тоа џок. Сакаше да биде маскиран, нели, па правевме маски дома, па јас сум умешан околу тие работи, ја направив првата маска од Чекам, како што гледаме, тоа цртано. Не, тоа е сега цртано. Првата беше онаква од картон, кој што е цртана, не знам што. И за среќа, пази се, од друга страна па имам колеги што викаат, леле, страшен му е добар стилот, дај нека продолжи, зашто иде у поп се? Ај, господе, Боже. Никако не знаеш, не си знаеш. Генерално вкусовите се различни, ама мејнстримот е мејнстрим. Поширока е публиката, веројатно. И сега веќе оди, сега има пак, нели, малку рап, меѓутоа има мелодија. А овој другиот е Другиот е поп-пејач. Другиот е, човече, Америка е, зашто аранжманите му се страшно добри, песните му се страшно добри. Не, мислам, не дека се мои деца го фалам, ама он ти е... Ама е многу помалку познат од овој првиот. Па добро, ово е скандалозен, овој. Ајде да дојдеме до скандалите, убав шлагворд ми... Другиот е мирен, е таков, као тато е мирен, ама опасен. Добро, ќе позборувам и за него. Кажи ми, што беше твојот прв совет кога излега оние сите приказки, нели, за Антонија и за Роберт, дека, ете, од пријателство влегле во врска, а другарство е растурено на сметка на тоа, го подржа, го искара, го истегна за уши или му она што се вели потапка по рамо и му рече, синко, терај твој избор. Значи, твојата реакција ме интересира. Другото го знаеме. Па добро, види, сите бевме некако... Добро, шокирани, изненадени се, тоа окей. Шокирани, меѓутоа се знаевме и со сите сме некако и снимавме и работевме и колеги сме, нели. И тука одеднаш некако се прави, а они беа двајцата беа ептен другари, се дешава. Тоа го знаеме, ме интересира твојата реакција. Мојата реакција. Деца викам, ви дошло. Да, првично се дешава од Београд, нешто и се враќаат. Ние бевме викендица, нешто таму супер и они како татко син, тоа ме интересира. И преса како маш, тоа ме интересира. Јас се симнувам, па тоа ти кажувам, се симнувам доле до село, треба да идеме уште 2 километри, викендицата ни е горе, планина супер, сопругата таму и да ги земам нив. Они од Београд сакаме да дојдеме кај вас. Значи они сакаат да кажат нешто. Да. На муабет. Да. Јас ги зимам, се качуваме у таа ладата, пошто со лада идеме нива, нели, до горе, пошто е таква теренов. Кого зимаш? Кого тоа ти зимаш? Антонија и Роберт. Така, добро. Се симнувам, јас да ги земам. За да видиме појасни. Да. Боби. И возам нагоре, ама гледам некои пиленца ми се гушкаат мене. Да. И јас да, и сега викам ова ќутам. Нема врска, стигнува. Видео ретровизор. Да, ќутам, они се овшема, нешто се смејаат, супер расположени.
Добро, тоа е тоа, стигнуваме горе, дојдовте, како поминавте тоа, си дине пијанка, седеме, и јас викам чекаме. Однапред јасно само се правиш блесав, што би рекле. Првиот момент си го оставив така не направив реакција некаква, нели да речам, што вие бе, дали сте нормални са, не направив, меѓутоа направивме некој муабет со супругата, викаме деца, па нешто јас видов и тука веќе не знаат и од таа страна, не знаат само они двајца знаат. И ние полека дознаваме така и го оставаме тоа само да си тече, не да нешто правиме некој машко со машко муавец со него 4 очи. Па не, тука не имавме не тука него. Не, имавме од после од како нели кога кажа дека ќе имам, ќе станам дедо. Од кога веќе? Да. Тоа веќе нели, да, и тоа и инаку нешто околу тоа да реално им кажам. Дадели совет, благослов, не знам тоа како да го кажам, не знам. Ти покрај тоа што не знам што го да си мислел за ситуацијата. Па види, да. Може не ја добруваш, ама велиш ако е така, нека е со среќа, што би рекле. Не знам колку треба да зборам овдека, ама ти си знаеш, моја до тука. Види, од се тоа беше оставено некако така си течеше до моментот кога нели најсериозно станува тоа кога кажуваат дека е во блажена состојба овој снашката. Од тука веќе ние стануваме сериозни, значи. Оно другото беше чекај, деца може ќе помине, значи. Ај може ќе му пројде. Сега не сакам да кажам имало и порано нешто слично, такво не е така, меѓутоа не вака, нели? И моментот е кај што они седнуваат и наведнале главите и чекаат да се каже за дека е бремена Антонија. И доаѓаат кај мене, седнуваат со супругата и чутат. Ја викам, добро бе, викам, требаше да идеме, викам, на гости, викам, од преска ти пишав, не треба да идеме на гости, ми викат. Треба тука да седиме. Гостите дојдоа. Гостите се тука. Ај, викам, пејте, шо е работа, шо направивте, викам, па се некој портал, викам, пак нешто, па вакви сте, такви се, овие спасенцовски, хаос ме, викам. Ние бе тогаш хаос. И секој сме така некако, знаеш, презиме они отиде. Ама види, у глобала ние не сме лоши луѓе, ние сме супер луѓе. Што не зборувам за мене ми е само необично презимето не стигна да те прашам. Ке ти кажам. И вика па ќе станеш дедо. Оп. Ја викам чек. И се Роберт тоа вака го емитира татко ми. Знаеш, кога ќе му кажеш нешто, татко ми за да добие време, прво прави, се наведно ги зима цигарите, вади цигара и тоа му трае 5 секунди, ја пали цигарата и трае, и он сега вика размислува. Тоа Роберт така ме емитира и стварно е така. И тоа го правам, го зимам и скокам одава, викам, па да сте ми живи здрави, ајде, супер, да види, и они изненадени. Јас почнавме да пееме тука, дека е со среќа, се супер. Од тука идеме кај моите, таму снимаме, се правиме ќори, пијани, весели сме ние. Супер. И така си тргнува тоа. И значи, така, јас си добив керка, си кажав, и тогаш си напишав, така, јас си добив керка. Статусот, јас си добив керка. И стварно имам керка, која што се, ако не знам дали имаш прашањата или можам да кажам. Можеш да збориш што сакаш, слободно, повели. Мада ми го утна Антонија сега кафето пред некој ден, ама сега више 2 во 1 има. Така да ја пијам 2 во 1 и супер е, да, супер знае, значи, она што го правиме, ете, да приготват нешто јадење, супер, супер. Така, кажи ми, пееше ли таму на тоа веселбата, те тера ли да пееш или... Забрането беше. Или забрането, само гостин беше. Да, гостин бев, забрането беше и на свадбата. Така да, добро, семејно. Види, свадбата ни беше нас пола пејачи, пола музичари, значи нема кој не пее. Да, нема кој не пее. И ама рекоа свекород никако. Значи нема пеење, нема никој, значи си имаме бенд, си свират они, микрофон не даваме. Значи нема сега тука ние правиме аудиции, не знам што. Ја ова дај сега, брат, пушти микрофонот како што обично се деша. Нема пеење. 10 типол ми проработи Джеймисонот, сериозно ми проработи. Тргнав до средина, се викам го зимам микрофон. Се вратив. Не. Викам нема вајдан. Вториот пат тргнав, пак се вратив.
Да ми траеше, тука имаше некои бегини, такви интересно, она што, нели, не дека и рок да е, нема да се снајдам, нели? Ама немав идеја што ќе испеам. Третиот пат тргнав и не застанувам. И го зимам микрофонот и пејачов, дечко вика, на Роберт го гледам, му вика, да. И он го пушти, демек, дали да дозволам? Са детево... Да не знаеш, му рекле не давај. Кико го гледа, се вика, сега ме знаеме, не убаво, нели, супер се знаеме, ама одобрение, пошто е тоа е строго забрането. И ја го зимам микрофонот, музичар сум, нели, осеќам, мислам дека беше... Што испеа Боби прво? И прво беше, ја без тебе не могу да живим, мило моје, ние нам се дало. И тука доаѓа Роберт Мегушка, доаѓа Антонија Мегушка. И тоа и се прави една ситуација од телефони 200, онака, се собира. Звездано небо. Да, не, дека јас сум звезда, меѓутоа нешто се смени у моментот, нели, онака. И една песна беше, не пеев повеќе, значи толку сакав, само сакав да ми излезе тоа, затоа што сакав на мојот син да не да земам хармоника да свирам или не знам што, него сакав моја свадба е, нели, сакав, не можев да посилно беше. Мада ги поштувам, секогаш ги почитувам ако кажат не. Ама тука беше посилно тоа од мене. Добро се, знаеш како велат, се мажат и женат младите, ама свадба прават родителите. Па, така има се мешат, ништо не се меша во тоа. Реално децата, они си ја направија, Роберт и Антонија си ја направија, се си смислија, се си направија, ние си дадовме тоа што требаше си дадеме. Тоа е друга приказна. Концептот беше се, наше беше само да се облечеме и да се... Тоа е тоа. Да. Спомна пред малку портали, медиуми. Ти пречаат ли тогаш написите во медиумите и колку денес ти пречат, особено за Джокер нема многу контроверзи, може би, ајде по некој спот во кој играат подразголени дами, ама се едно. Повеќе се за Антонија заради, не знам, провокативниот имидж, облекување со облекување и тие работи. Па ние сме една нација која што реално многу сакаме да кажуваме се и кај што треба и кај што не треба. Не сме само ние, цел Балкан е таков. И србите, и бугарите, и мај хрватите гледам. Па, тоа е неверојатно. Знаеш, Антонио, некогаш ќе прочитам некој невкусен дали за дете, дали за Антонија, дали за Роберт, дали за мене. И прво што ми текна, викам, чекај да видам, и го отварам профилот да видам, ќе видам родител со две деца мали, со ова. Викам, добро бе, што те дрзна така ти да изблюваш така, да испљукаш по тоа? Зашто толку омраз? Зошто толку? Едноставно не ти се допаѓа. Не го гледај, не го читај. Зошто да го, дали сакаш ти со тоа што ќе напишеш да ти светне тоа дека 6 срциња имаш лајка или нешто, дека некој те дали тоа е, ја мислам дека највеќе е тоа затоа што некој рече, еј брату те видов, ти си пишал таму 16 имаше вакви, знаеш. Можеби они некаква популарност сакаат да стекнат преку тоа, не знам што. И ќе прочитам неколку, ќе видам, го исклучувам и не сакам да читам. Да, не сакам да читам и добро, знае досебно ти насловиве по како се по порталиве и така натаму. Повеќе заради па добро, насловот заради читаност насловот привлекува, отколку што внатре има нешто во содржината, ама не, тежината паѓа на коментарите. Ја не можам да разберам фамилиарни луѓе се тоа со деца, со ова возрастни луѓе кои што да посегнеш да плюкаш и да навредуваш. Брато, извини, па ако на некого му у ова ново време, 21 век, некој оставил дечко или девојка оставил, па и се, не знам, секој ден се случува. Мојот дедо бил природен. Мојот дедо бил природен од друга невеста, од друга мајка. Значи, прадедото мој се преженил, земал, дали избегала таа што направи. Кога било тоа? Тоа било 1800, значи тогаш го имало. Шо е сега ова сега нешто е не ме забракавај. Добро. Знаеш како, луѓето сакаат, народот секогаш сакал, како се вели тоа, драми скандали, како се вели, црна хроника, крв и така натаму. Тоа некако е најчитано и се разбира, еротика, секси, тоа се насловите кои, а и не само насловите, туку и генерално. Спомена и помалиот сине, споменавме дека се занимава со музика, ама и другата снашка се занимава со музика.
Добро, Јана nije потенцијал. Јана Спирковска, кој не знае. Така, Александар е Спасенцовски, едва го изговорам, а презимето ќе зборувам и за него. Алабаковски и Спасенцовски ми се најтешки закажувања. Спасенцовски. Така, Спасен. Да. Србите имаат многу проблем да го изговорат, значи тешко. Да, ние овде кога идем денеска на фестивал стои Спасеновски, Спасен. И више се ретко е, мора признам, можеби единствено. Ја не сум сретнал седнако, нели, браќа, сестри, братуче. Значи да идам на Јана на ова ваму на втората снашка или на Спасенцовски? Иди на втората снашка, па пак ќе дојдеме до презимето. Јана не ни е официјална снашка, Јана ни е многу драга и ние се во врска се со трае таа врска. Да, трае таа врска и се надеваме дека овој мојов син ми е, ајде, више. Дека ќе Александар, па нека рипне утавчето више. Ти се пее на свадба, гледам ја пак. Така, и само за убаво нека. И супер се они, како паблик бенд, го запамтив, синко, никако да му го запамтам бенд. Вчера го прашував, ми вика, запамти го, вика, знам дека ќе идеш на емисија. И функционираат супер. Супер, низ Македонија се секаде. Не се нешто преекспонирани, дали имаат настапи, имаат многу. И се добар бенд, добро функционираат, добро звучат. Профи го прават тоа. Ајде да те прашам вака. Никој да не чуе што би рекол. Ајде. Има ли си приметил ли ривалство меѓу двете снашки? Сите пеачки, знаеш? Не. Па жениве особено, знаеш како се една со друга суетни. Не. Ај синовите мање браќа се сепак, па и машки. Па добро, ние не живееме у заедница некоја кај што нели би можеле они нели да не зборувам за дека врската на Александар и Роберт е многу силна. Како браќа, се многу се поддржуваат и јас го кажав. Вие сте она прва главна улога што треба да изиграте, да бидете сложни, да се поддржувате, затоа што мојата пример. Како сложни браќа куќа градат. Така, да. Меѓутоа секогаш за една мала ситница нели може да испадне, ама ти овој да карамици. Немаме такво нешто за сега, нели? Супер се сложуваат Јана. За Јана, да, за Јана и Антонија. Кога ќе се сретнат, дори имаме некои друштвени игри, тука имаше, сега немаме толку време, нели? Ајде на буквата П почни ти песна ова и пееме и нема некој ривалство, не, окей, си се супер. Так. Учествуваш ли ти во организација на кариерите на едниот или другиот, или на снашките? Помагаш, ја разбрав дека Антонија кој има настап, па тоа двете фамилии се потегнуат да... Не. Со сватот заедно одите ли договарате? Не со сватот, не. Со сватот можеме да се договориме или така да се видиме за кафана и за тоа. Инаку на настап заеднички не сме биле. Со сватот на така да ги гледаме, не. Они знаат, почесто мислам, не знам. Ние два пати сме биле, еднаш во Охрид и тоа беше пред неколку години, не. Не учествуваш во подготовка? Не. А совети делиш? Не. Ништо? Не. Ако бидам прашан, можам да кажам, а често сакаат да дадам мислење и со Антонија сме брату и бейбис брату, така функционираме, не сме свекре или чичко боби или не знам. Така функционираме. Или порано тато и мама. Или тато, мама. Да, го заборев тоа. Не. Старите времиња. Првично кога рече како керка се и да каже да, и вика, логично би било. Има една, ја гледавме Ивкова слава. Ивкова слава, мислам дека беше не е битно, да и Антонија прв пат и вика сега како? Ја викам, татко ќе ме викаш. И тоа само тогаш остана тоа, така и сега сме беби с брато и онака си функционира супер. Знаат, значи да ме прашаат, еве го снимавме ова, дај мислење, ти се свиѓа, не ти се свиѓа, ова што мислиш? Ако нешто не е онака, знам, можам да искоментирам, обично сум критичен сум, па и знам да зборам, затоа што и они значи знаат да не си менаџер оценка, што би рекле. Не. Не се мешам во тоа, не, никако. Никако. Само давам поддршка или прашуваат, планираме да го правиме ова, да правиме вака. Можам да кажам прво, викам, гледате ги негативните страни, па позитивните, не идете одма колку тоа ќе се уновчи или ќе биде како ќе биде. Да, види така колку штета може да направи. Така. Па да, прво тргни од она лошо ќе биде за да бидеш среќен дека добро испаднало. Так. Кажи ми, додека збориш може водичка. Слободно стави си водичка, ти јас додека го формулирам прашањето. Јас знам дека овој
сега Джокер свири заедно со Антонија, они имаат член од бендот, како да кажам, придружен. Знам дека се снима албум во Белград, толку знам, ако е тоа точно, мислам дека е. Од прва рака ми беше така кажано. Кажи ми... Тука нема да зборам јас тоа. Не, друго не би сакал да имаат они некои планови, имаат некои работи кои што ние ги знаеме, ама имаме и не треба да кажуваме нешто многу, затоа што реално и треба да остане за да дојде, кога ќе му дојде моментот, тогаш да се каже. Добро. Паднало ли на памет, видов дека пеете негде заедно со Антонија. Да правиме дует? Да. Антонија еднаш го спомна тоа, брато, ајде да направиме. Со Джокер не знам дали би можеле, ти у рапот тешко ќе се уклопиш, ама... Имам ја една рап песна. Добро. Некако, ова со Антонија, мислам, дали Јоргова ни ја пеевте, не се седам. Нешто така беше, да, Јоргова, да. Така да ми падна памет дека можеби тајно подготвувате дует нова албум што се снима. Немам такво официјално нешто, не знам ако они имаат некаков план нешто, ја не знам за такво нешто. Така да сега за сега нема. Јас прашувам, некој дека е така. Да, нема дует сега за сега, да, има домашна атмосфера нели онака нешто, ама дует нема. Добро. Преска го спомнам, Мушето и тоа е една од најголемите радости што би рекле. Доби необично име, Кијан, ја сикам, нешто од Кире и Антонија, ама сега Кире кој нема Кире. Те прашаа ли за мислење? И криво ли ти е помалку што не се вика, да речеме, по дедо му? Не. Или по прадедо му Драгидар? Или по сватот, не знам. Не, никако. Никако. Кажав јас, ја не се мешам многу тие работи, кажа Кијан, да, необично. Али сега толку моќно и толку силно и толку е така тоа име неверојатно е сега. Од сега после. Какви чувства буди, јас знам, предпоставувам, мислам, не може. Необично, да, збунувачки имаше уште нешто, не се сеќавам сега точно. Во опција, значи драги Боби не беа и по сватот името. Не, никако. Име някој од мој не беа по. Не. Во опција никако. Никако, не. Не би сакал јас. Па види, ја реално ако запнам сега можам да отидам да се прекрстам ја Кијан, па што ќе ми направат? Ништо. Боба на Кијан. На Ан завршува. Да. Ја ќе се прекрстам Кијан и ќе бидеме исто. Колку време наоѓаш ти за друштво со Кијан? Како се вика, ги уменуваш ли пелени? Добро, сега големе веќе не. Он многу сака тоа да го правам, да. Или имаш само колку да си поиграш да го погалиш и тука завршува приказката. Па не, но јас имам еден посебен оној термин некаде од 20 часот, па до заспивање е мој термин. Ти си за ноќна програма? Да, па ноќна програма, пошто другиот период сум зафатен. Така да. Меѓутоа се гледаме блиц негде после 15-16 часот кога дојде од градинка, се сретнуваме, меѓутоа не е тоа и сега е моментот точно во 20 часот почнува циркусот. Тука се ставаат столици, се прави театар, се збори, се прават овие насенка вакви. Па тука има човечења, па цела приказна, па имам позади мобилен кој што пуштам музика, некоја дали филм некаков, па црвен капа, па не. Јас имам такви некои идеи за тоа, дури застануваат на моменти и Антонија, Роберт и Јана и Александар и стојат чутат и вака. И они гледаат. Вика интересно ни стана. А Кијан па не може да си знаеш како со деца. Кијан не може да додржи од таа страна и доаѓа мора да види овде што се случува. И он седи од оваа страна. И фактички испаѓа приредбава за големиве. Педагог си знаеш како е со деца. Не се ни далеку и овие од деца, ама добро, млади. Добро, тоа педагог си знаеш со децата, имам кај деца како што без оглед кои деца и какви деца, педагог е педагог. Ја предаваме Орфеј и Евридика. Тоа е митска некоја приказна, да. И кај што нели треба јас да се деца треба направо да пишуваат или да го слушаат или да видно да го пишуваат, и некам чекај посебно денес кај ќе ви ја предадам тоа.
лекција, викам да ја слушате, ама нема да ја запамтиме, ќе ја слушате. И седнам ја на пијано и си почнам мелодија, си бил Орфеј кој што добил лира. Ама таа лира му ја поклонили, тој долго убаво свира, ама си свира мелодија тивка онака, знаеш, и тој. И ги гледам вака, вакви се тонат. Приказна, со брзината, знаеш. И сега на него тој толку добро свирел што дури кога толку добро свирел ги поместували карпите и дрвата се нишали, ја појачува музиката и знаеш вака се воздигнуваат и тоа трае. И не таа бегала, ја сакал тој да ја фати и изгазнало на змија, жрам удирам на клавирото на рулју. Се треса да. Завршува тоа, не го правам така, како ви се? Јас сакам да ја раскажам. Значи денеска сретни ги после 10 години за Орфеј и Евредика ја знаат лекцијата од почеток до крај. Значи знаеш како начинот, да. Начинот исто и на предавањето на часот. Значи свири, чекај тука. Лале, ти си зверот, станувам, трчам, скокам, рипам. Ти значи чекај уште еднаш ми вика. Ајде уште еднаш видим. Значи ја го правам циркусот. Станувам, скокам, играм за да он тоа е она што се памти. Да. И сега он тука си вика чекај ја му викам прво место. Значи тоа е неверојатно. И кроз игра полека имам значи други методи. Значи коцка која што е направена, таа едната е до 15 стронг, ти сврти си ја брато. Колку пат? Едини секој ти се падне, еднаш вежбата, раци. Врти 12, 15, до 15 не. Или она која сакаш, таа помалата до 6. Ајде таа помалата. И некој тоа или ќе му кажам, а сакаш викам се договориме вака 5 пати викам да ја отсвириш вежбава викам. Ама од почеток до крај без грешка, место коцкава. Тоа ми е полесно ми вика. Ама пази викам, четвртиот пат ако сгрешиш на нула си. Одно. Абе ајде лесно ми вика тоа. Абе не 15, 40 пати ја отсвирил, дека го направил. И тоа е метода, знаеш како, знаеш полека и на крај го свири. Значи ги користиш тие трикови за играта со Кијан. Да, со Кијан, да се вратиме на Кијан. Значи имаме соби, имаме играчки, бензин, пеели музикален или имаш ли ти сака професор чувство за добро, као дедо си емотивен, па може да кажеш се и се што, ама како исклучи со тоа дека е твое внуче, имаш ли чувство дека има малечок е уште? Малечок е уште да знае да застане до некој дете кој што свири. Видов ја таму со еден оние караоке микрофон по некој стан. Да. Па овде го имаме, јас свакам и е на ова. Да, како свири по клавирот, да. И често знае да дојде да си намести столчен до дете некој ако свири или некој не од нас и те слуша и ти го гледаш вака и му викаш шо? Не е така. Како е? И го зима прстот и стиска. Вака. Ова ми е уклучено ми е ова. Да не е видно. И знае да каже не е така како знаеш. И по тоа што не може реално не може да кажеш дали он музикален, дали ќе пее, дали ќе свири. На која возраст може да се препознае? Рано е многу. Значи јас неблагодарно е да земеш едно дете на 5-6 години да му кажеш за 2 часа дека он е музикален. Не може. Значи мислена треба да поминат месец-два да го истражам ја тоа дете, да го осетам, да видам како ќе функционираме, за да кажеш дека е музикален. Не од прва. Значи никако не можеш ти за пола сат да дадеш диагноза, како што се дешава тоа по други училишта. Ајде. Добро. Браво, ајде. Браво, Моцарт. Супер. Стисни квачило стисни машала, положи, ајде. Не така. Значи треба, вистина треба да помине неколку часа треба барем месец дена за да го осетиш да тоа дете да видиш, значи треба да видиш дали колку ќе вежба, колку ќе сака тоа да го слуша. Можеби првично и јас сега пеам, меѓутоа прв пат да ми речеше повтори го ја ќе речем немаше го погодам. Так. И тоа не значи дека ја не сум музикален или така. Тоа е тоа. Полека го затвориме кругот, да се вратиме на тебе. А инаку да знаеш дека здравие, да сме живи и здрави, јас им кажав, јас ќе го правам хармоникаш. Па ти види. Па вие видете се, па дали ќе биде четврта генерација рокер или шо ќе биде, он хармоника ќе свири. Па се, види. Ама тоа е почетно, знаеш, се развива и мозокот за музиката околу тоа, ја делиш левата рака, басови, хармоника, клавирниот дел, нели ова се така да се развива после многу полесно за се друго.
Како викат? Како рокери сморау, хармоника, дугметара донела ми многу пара. Никогаш не можеш да останеш гладен. Ние излеговме на една емисија со татко ми со хармоника, јас и двајцата синови, сега морам да направам уште едно, се 5 треба да излезе. Четврта генерација, затоа реков. Да. Тоа е тоа. Никогаш не го смени имиджот, јабар дека те познам со долго. Си помисли некош да си шишаш? Език ми е, сакаа децата сега да ме шишаат, знаеш какви се одма, ми најдоа се. Некој вака боцки ко мене, луда фризура, не знам, или не знам веќе какви се носат се. Да, ми го кројат тоа долго време, ми го кројат, брату, вака, знаеш, ова фризура, еве ти као овој, не попуштам. Ризик ми е, не знам како ќе се снајдам. Мислам дека да чекаат. па Антонија исто и Роберт, и Антонија и Роберт, значи ајде, Александар многу не ми се меша околу тоа. Овие решиле да Овие решиле да, знаеш како ви гледај вака се овде ќе се облечеш вака, добро бе, викам дај оставете ми. Ама чекај, слушај, дај види. Еве вака се ми договараат, се меѓутоа не попуштам. Сам никогаш не ти паднало да се на памет за сите овие години да смениш имидж. Па не, имав еден период, тој е многу одамна, пред кога се женев, јас бев со кратка коса, после и претходно уствари имав долга коса, па се ишишав, не знам, и тоа беше и толку сега више ова е. Среќа не остана у војска, ти мораше све со кратка коса. Па ќе требаше. Не знам зошто се деси ова со коса. Најверојатно почна онака полека, па вака така, не знам како излезе ова. Штедиш на бербер? Не идев. Па штедам на шампон? Да. Не забргај секој забаля, идеш трчаш, идеш се миеш. Тоа е тоа. Кажи ми, како успеш вака фит линија да имаш со оглед на тоа дека у кафана се јаде и пие? Имам да ти кажам стомак малце. Не, тоа не е ништо за овие години. Да, ама станам сабај, да ти кажам, и цујам колку ми е тешко. Да станам и да го направам ритуалот и да се качам у кола и да отидам до Кеј. Значи вежбаш. Стигнувам до Кеј и кој ќе излезам и ќе ја пуштам шторицата да видам колку временски ќе истачам, тие 4-5 зависи километри. Чим ќе стапнам на стазата доле, друг сум. Дали ветер, вардар, тука се, и тргнувам, и почнувам да компонирам, почнувам да се сретнам со некој. Не джогирам, трчам. Така да, добро. Реално, Трчање. дури... Джогирањето е трчање. Па не знам, ја мислам джогирањето е шетање или облегшењето. Не, тоа е со джогер. И дури правам некои потешки вежби онакви, нели на 100 метра имаш некој шпринт, онака па после пак лабаво и тоа се тешки такви некои. Значи не теретана, Кеј. Не теретана, ми треба теретана, немам толку време. И доволно ми е тоа. Так. Доволно ми, убаво ми е. После тоа не, еве, уште немам цигара запалена, ама добро, ти многу ми одзема време, немам ни кафе, ни... Ама зашто кога трчам сабајлен, не можам да пушам. Кафе тој не го чека, ама не е проблем, ќе го пиеме. Значи, знаеш да го затвориме кругот. Отворени ми се валја плуќата, не знам, и не ми оди цигара одма да запалам. Ми треба неколку сати да поминат, после тоа да се прилагодам и да... Значи, така го избегнаш овој пејачки од стомак у кафани што се прави. Па, види, вискито прави. Прави искарата, прави искарата, не пазам на искрана, хаотичен сум, катастрофален сум. Значи, сабајлечки сум толку дисциплиниран, завршувам навечер катастрофално завршувам. Со киви сум, со моркови сум од сабајлек, ке ми излезеш од зграда, излегувам со 3 моркови сум гризкам. Види, за крај сосема мора те прашам, ја видов едно видео кај што работите нешто по ливада, не е нива, ограден плац беше ливада, со синти со джокер кај што нешто косите. Работиш ли по соглед на тоа дека потекнуваш и од Скопска Црна Гора, веројатно имате и некаква земја, плаци така натаму? Немаме многу имот, немаме многу земја, последниве... Колку да е тешко се работи. Да, 5-6 години нешто ми дојде мене у главата, приземав некои 2 плаца по 1000 квадрати, така и се споија со на мојата. Нив ги косиш, значи? Да, нив ги косам. Многу ми е убаво таму кој ќе отидам, сакам физички да работам и овие неколку години тоа го правам, си посадив турски ореи.
Не знам какви се тие, ама турски ореви, некој си чендлер кој што одма годинава го садиш, он нели на пролет си пушта 2 орева има, нели. И така раѓа, меѓутоа тоа треба да се буткаат до 5 години за стеблото да нели онака. Немам многу садници, сега имам за некој многу, меѓутоа какви гиганти има, не сум некој, не планирам од тоа јас да живеам, нели. Бизнис со производство влегуваш, значи. Па скапи се оревите, знаеш колку дојдат? Не знам. 1000 кило лупени. Па добро, реално мислам дека некаде околу, не знам колку сум. Ајде, не мора да кажам. Не, и убаво ми е да ги кројам, убаво ми е да поставам тоа нели за систем за вода нешто, да се поливаат, обично и со туби се кројат, ѓубриво, начинот на кроење како треба да изгледа тоа го сакам, од секогаш го имало тоа дома кај мене, кај татко ми, значи они биле калемари, јас знам да калемам, знам секој дрце на кое се калеми, знам како да се крои, тие работи ги знам. Зидар сум, тоа не знам дали знаеш, плочкар сум, електричар сум узорт, страв ми е, ама чепкам. Да правам, можам да ти изидам некоја си камино да ти го направам онака супер, тоа си го правам. Сега сакам фурна да си направам, да си изидам, си правам тоа. Како да ти кажам, тоа го сакам. Мајсторски афинитети, ама веројатно за пензионерски денови ќе ги чуваш повеќе. Па да, види, полнам батерии, ако немам свирка сабота, обавезно колата и горе си седнувам таму, не седам, работам, ама ми е преубаво ми е си ги полнам батериите, да. После следи некоја ракија, ако се најдеме со некој, трае уште 10 ракии и супер си тоа. А обично имаме друштво за таму, тие се би сакал да ги поздравам, да ти кажам, случајно ми е каде Кире и Аце, ми се такво друштво, тие ми се братучери, многу близко, бргу некое време сега убаво се запознавме, претходно најверојатно не бев јас тука и имаме една таква добра дружба горе и значи екипа за работа и ракија. Да, неверојатна екипа. Тоа е тоа. Ако ти е таму убаво, нас ни беше уште поубаво овде со тебе, особено мене, а верувам и на нашите гледачи, задоволството беше моје. Ти благодарам. Беше и мене задоволство. Ништо страшно како ме исплашија. Пази што го прашуваш, тој малиот кој ќе го видам за уши ќе го истегнам ти лаже. Немаме страшен како си незгоден тип од другата страна. Боби ти благодарам. Благодарам исто и на вас. Ми беше убаво пријатно овдека навистина. Така да мислам дека 2 емисии направивме. Се зборевме убаво, ама у 2 дела може да пуштиме, а најверојатно ќе пуштиме. Ми беше задоволство и фала ти искрено не сум премногу за емисии, нешто у последно време сум така некако тргнат сум на страна. Се сретнавме нели за пред Нова година некаде онака. Мене не можеше да ме одбиеш, да ви кажам. Тежок сум за станување некако за да отидам на емисија, искрено. А порано да ти искрено да ти кажам, кога ќе видев кај Антонио некој седи, си викам добро Антонио бе, нема му текне да ми се јави на мене да ме викне или не знам. Ама чекај, јас не сум имал некоја лична карта тогаш нешто нели као млад зборам нели кога сум почнувал, не конкретно за Антонио. Да разбираме што сакаш да кажеш. Мај ти беше тогаш, не завргај за. И викам добро бе, се едни исти ги викаат. Зошто не им текне Боби, ајде кај си дојди бе на емисија бе. Искрено да ти кажам, ја барав начин како да дојдам на емисија некоја. Сега не бе. Затоа ти благодарам уште еднаш што прифати да дојдеш и мислам дека имавме убав опуштен искрен разговор. Да, супер беше. Немаше некои контравезни прашања. Имаше, ама како се вели, умееш како велат тоа ефектно да ги избегнеш. Ти благодарам уште еднаш. А вие, драги мои, се надевам дека човекот кој не така често го гледате по медиумите, да зборува, почесто го гледате можеби да изведува, да пее, беше наш и ваш гостин. Рековме, фолк пеач, педагог, рап татко и, како би рекле, поп свекор, ама и уште многу нешта за кои досега не сте ги знаеле, како она за ливадата, зидањето, плочките и така натаму и уште многу други работи. Како и да е, кај нас е така. Никаде ништо слично како овде во ништо лично. Ако го задржавме вашето внимание, задоволството е обострано. Моје на мојот гостин и се разбира
на сите вас кои не гледате. Со нови интересни содржини, со нов гостин за 7 дена во Ништо лично. Бидете тука, бидете така. Чао.